Со државни пари премиерот Заев финансира словенечка организација, водечки поддржувач, односно лобист на СДСМ во Словенија со години, сега да го советува. Станува збор за Меѓународниот институт за блискоисточни и балкански студии, ИФИМЕС. Открива весникот Независен, но за колкава сума го советува, не се знае. Кога ќе се впише името ИФИМЕС на интернет пребарувачот, меѓу последните наслови може да се сретнат, например, дел од албанците тесно соработува со ВМРО ДПМНЕ и комуницира со Груевски. Понатаму Силјановска Давкова не можеше да стане кандидат за председател без согласност на Груевски. Но ова не е се што ја открива благонаклонетоста и тесната соработка на овој и не така чист, според медиумите, институт со премиерот и неговата партија. Имено во 2016 година, еден од првите луѓе на ИФИМЕС, Зијед Бекировиќ, е обвинет од словеничките медиуми дека добил десетици илјади евра од градот Копар за фиктивни консултантски договори, за кои постои силен сомнеж дека се работи за испумпување пари од сметките на градот, кои потоа се делеле со градоначалникот на Копар. Овие тогашни обвинувања се поклопуваа со кампањата на СДСМ пред изборите во декември истата година, кога ИФИМЕС интензивно се вклучи во поддршката на Заев. Своевремено, како што анализираше Дневник, главниот белег на ИФИМЕС е вообичаеното излегување во јавноста со анализи што ги објавува во предизборните периоди во Македонија и честопати со шпекулативни анкети со нереални резултати. Впрочем, една од овој тип на анкета беше објавена предреферендумски, кога ИФИМЕС тврдеше дека околу 64% македонци ќе излезат да гласаат. Заев беше гостин на овој институт во ноември 2015 година, кога ја даде изјавата дека нападот врз Куманово бил дело на исламистички групи, изјава што се косеше со неговите претходни коментари, која потоа ја повлече. Но постојаните контакти и редовни гостувања на Заев на конференциите на овој институт не престануваат и откако доаѓа на функцијата. Последно негово гостување на трибина на ИФИМЕС е во мај оваат година, од каде порачува дека е јасен сигналот за добивање датум, што потоа не го добивме. Но не само тој, плодотворна соработка со ИФИМЕС има и шефот на државата, Пендаровски. Тој бил дел од нивна трибина пред само 2 месеци. Како е можно организација за која е јасна поставеноста и релацијата со власта, да се плаќа со државни пари, оти премиерот одлучил дека токму таа треба да го советува. Од пиар тимот на владата за Алфа рекоа ти немало никаква врска на ИФИМЕС со СДСМ, па испратија писмен став. Станува збор за правен субјект кој што врз основа на договор за соработка е ангажиран од страна на премиерот. Ангажманот е исклучиво за потребите на владата. Инаку ИФИМЕС во 2017 и додели признание на Катица Јанева, прогласувајќи ја за најдобар обвинител на Балканот.